на подпредседателке, почитувана колешке. Ќе почнам од автопатот или од тоа што го кажавте последно и ќе ви кажам дека рековте дека мојата констатација дека 7 улици во Богданци не се капитален проект бил одбивен тон, тоа ќе го кажам дека не е вистина, јас не го кажав тоа со подбивен тон, туку сакав да кажам дека 7 локални улици не може да представуваат капитален инфраструктурен проект. Ако мислите вие дека Богданци е центар на светот и ние дали треба да имаме автопат, или не треба да имаме автопат, ако се водиме ние од потребите на Богданци и на еден регион само од државава, тогаш ќе имаме ваква реализација. Заради тоа имаме ваква реализација, заради тоа сме овде останати со реализација на структурните проекти. Немаме ниту еден. Јас не велам дека е лошо тоа што во Богданци се направиле тие 7 улици, но тоа не е капитален инфраструктурен проект. Капитален инфраструктурен проект е автопатот Демиркапија Смоквица, со кој конечно се поврза целиот коридор и по кој поминуваат сите граѓани на Република Македонија. Поминуваат сите соседни држави преку тој коридор. Ете тоа е капитален инфраструктурен проект. Тоа сакав да ви го кажам. Понатака, кажавте дека бројките ви се специјалност и затоа јас ви кажав дека вистински ви се, можеби ви се специјалност и професија и затоа вешто манипулирате со бројките и представувате лажна представа. Зошто не кажете дека вака конципираниот буџет во наредната година ќе треба да се задолжиме со нови 787 милиони евра. Покривањето на овој износ се планира од домашни извори во висина од 441 милион евра, а од странство 346 милиони евра. И со тоа јавниот долг во 2022 година ќе се искачи на рекордни 65,9% од бруто домашниот производ. Зошто не кажете дека Република Македонија е најсиромашна земја во Европа? Шеста најсиромашна земја во Европа. Првото место го држи Украина, веднаш за неа се Грузија, на трето место е Косово, на четврто е Молдавија, на петто се наоѓа Албанија и после тоа сме Македонија и Босна Херцеговина, која што се наоѓа на седмото место. Неа се Белорусија, па Србија, па на 10-то место се наоѓа Црна Гора. Ете тоа треба да го кажете во бројките и во излагањата. Зошто тие работи ги прескокнувате? Тоа сакав да ве прашам. Не треба да ја носите некаде на друга страна дискусијата. Мислам дека ми беше конструктивна дискусијата. Те работи сакав да ве прашам. Ви благодарам.